Добар ден на сите. Полека се приближуваме кон крајот на изборната кампања за предвремените парламентарни избори 2020 година. А како доаѓаме до крај на кампањата, така доаѓа моментот да се соочиме со реалноста и да се вратиме на секојдневниот живот. А тоа значи да се вратиме на ситуацијата и да се соочиме со големата здравствена криза во која се наоѓаме и некако ја запоставивме во периодот на оваа изборна кампања. Тоа нужно најавуваат нови мерки за справување со COVID-19, а информациите се дека од страна на одредени политички групи или партии или оние кои ќе бидат во дел од парламентот ќе дадат поддршка на враќање на долг карантин во градот Скопје. Она што ние можеме да го кажеме е дека доколку добиеме факторизација на овие избори и доколку имаме свое политичко влијание во општеството, ние ќе се спротивставиме на воведување на нестандардни мерки само за Република Македонија, а ќе ги поддржиме сите оние мерки кои се еквивалент на мерките кои препорачува Светската здравствена организација и кои ги практикуваат западноевропските земји. Се друго кое е измислица во мерки и кое директно и штети на македонската економија, нема да го поддржиме. Во таа насока најпогоден е градскиот живот или оној ноќен живот на Скопје и рестораните и туристичкиот сектор. Нешто кое и до сега претрпе огромни загуби, вклучително и тој сектор низ цела Македонија. Она кое можеме ние да го кажеме дека или да го реафирмираме, тоа е нашата заложба за намалување на ДДВ-то од 18 на 15% линеарно во целата република за сите сектори, дополнително за делот на туризмот, посебно гостителството, во делот на храната, исклучително само во делот на храната, ДДВ-то да изнесува максимални 10%, бидејќи има голема дискрепанца помеѓу влезното ДДВ денес од 5% и она кое после тоа го плаќаат од 18%. На тој начин ќе им помогнеме да ги санираат штетите од кризата, здравствената криза оваа година и да ги зачуваат илјадниците работни места не само во градот Скопје, пред се во град Скопје, меѓутоа во цела Македонија и другите туристички места низ Македонија. Во овој период на летна сезона е добро да се каже дека угостителските објекти треба да работат и со продолжено работно време од 1 час после 12 часот со цел да се овозможи дополнителен простор за не само покривање на финансите загуби, но и дополнителен простор за социјализација и дружење на граѓаните и враќање на градскиот живот во сите средини во Република Македонија и пред се во градот Скопје. Ви благодарам многу.